Таа ќе го искористи правото да изврши лично увид во доказите и после тоа ќе даде соодветна изјава во врска со делото. Од кога ќе почне да врши увид? Во четврток. Прво осомничениот е утре, нас ќе ни биде дозволено во четврток. Дали имате некаква реакција во однос на оваа поставка? Оглед на изјавата на Ние бевме известени денеска дека утре ќе ни биде врачено известување за завршување на истражната постапка. Ние сметаме дека тоа е... Не, само ни известија дека утре ќе ни биде доставено. Што сметате, не се докажете? Сметате дека тоа е? Па сметаме дека е тоа повреда, бидејќи исказ на осомничена, обвинителството е должно да превзема се додека е должна да ја сослуша осомничената пред да ја заврши истражната постапка. Дали со завршувањето на истражата затвора можност да барате ослободување од притвор и поблага оглед на тоа што е завршена истражата? Ќе поднесете ли такво барање? Да. Добро, со завршување на истрагата отпада точката 2, која што значи влијание врз доказите, така да ќе се створи можност да притворот остане само по точка 1, што подразбира бегство, и ќе се отвори можност за нудење на гаранција, да истата биде пуштена се брани од слобода со гаранција. Тоа е поднос на притворот, ние уште утре кога ќе го добиеме тоа известување ќе се обратиме до судот и ќе укажеме на тоа. Сметаме дека и на обвинителството е исто таква врската, да и самото тоа се грижи да притворот трае што помала мера, онолку колку што е нужно, но ете, затоа сме ние тука одбраната да пред се ние постапиме на тој начин. А во секој случај ќе ги причекаме и одлуките по жалбите од минатата недела по нашите предлози. Имате ли забелешка на начинот на кој што беше спроведено пронесеното специјално? Не, ниту ние, ниту... Односно незината Што здравствена состојба дали дали бара од тој фонд за да ви исплати вас 20? Се уште немаме информација. Немавме прилика денеска да разговараме со неја за таа. Тој за нас не. За нас не. Дали сметате дека правдата може да биде задоволена со ова јавно обвинителство, ако имаме предвид дека специјалното јавно обвинителство беше формирано поради политизирано јавно обвинителство и дополнително на тоа дали Вилма Рујсковска може да води случај против незината конешка? Не би сакале политички квалификативи да кажуваме за ова обвинителство или за претходното обвинителство. Навистина не е во ред. Се надеваме на една правична постапка и на правичен и праведен исход. каква е Зошто се здравствена потребни состојба? двајца адвокати на Јанови? Не се чувствува... Тоа е практично Тоа е многу се во чест случај. интерес на ефикасност, апсолутно. Тоа е многу чест случај. Па сега е добро. Имаше некои проблеми претходно бидејќи во интервју? Како што кажавме, таа пати од хронични болести се наоѓа под еден голем стрес, притисок, што е веројатно нормално за секој човек на нејзино место. Направивте увид вие како адвокат во доказниот материјал, дали е истрагата завршена само во делот за империја и дали Катица Јанева е вклучена во оној дел за меѓународниот сојуз, бидејќи според обвинителката само во делот за империја е завршена истрагата, не и во оној дел за меѓународниот сојуз. Дали вашиот клиент има и докази за во тој дел? За меѓународниот сојуз Катица мислам дека не е вклучена во истрагата. Ми се чини, значи тоа сепак утре ние ќе го видиме тоа решение односно известување за завршена постапка. Мислам дека постапката е завршена само за империја. Вие направивте увид во доказите и има снимки од оние кои што беа пласирани во јавноста? Да, телефонски разговори има, да. Дали преку увидот во доказите се вида може би каде завршиле парите фамозните? Тоа не би можела сега да го коментирам. Дали може би слушнавте дел од пимирките што биле исто така? Исто така не би можела да го коментирам. Дали имавте увид во тоа? Не. Околу разрешувањето на Јанева од Гевгели имаше малку дилема дали Советот на јавни обвинители може токму да ја разреши. Ви рековте дека ќе поднесете и жалба по тоа решение. Така, во текот на вчерашниот ден од страна на Јанева ни беше доставено тоа решение со кое е разрешена од функцијата на специјален јавен обвинител. Во текот на наредните денови ќе одлучиме како ќе постапиме во врска со тоа решение. А за јавен обвинител во Гевгелија? И за јавен обвинител добивме, исто така јавноста ќе информираме како ќе постапиме и за тоа решение.